смета дека би била прифатлива за вас на договор која вклучува промена на име на државата? Значи, Како што вклучува само овој договор? Многу пати кажано. Не прифаќаме ергомнес, односно не прифаќаме промена на уставот за да се промени уставното име на државата и не доаѓа во предвид да се задира во идентитетските одредници. Идентитетските одредници со овој Јазикот и договор националноста се гарантирани. Не се Сега, согласувам. од друга сега, да не се страна, во националноста меѓународното не е право. дека ќе бидам македонец, туку ќе бидам граѓанин на Република Северна Македонија. И те како значи за мене, ви направив една паралела. Нема потреба од паралели. Значи, националност не е еднакво со граѓанин. Кога вие викате по националност ќе бидам граѓанин, тука веќе сте од почеток на грешка. Апсолутно на се грешна теорија. ама јас Вие се по согласувам, националност ќе не сте. се разбравме, јас викам националноста сте брише, нема да имаме националност. Значи сега во уставот пишува Република Македонија е држава на македонскиот народ. Утре нема да пише македонскиот народ. Ќе пише граѓаните на Република, епа не е исто. Нацијата ти ја бришат. Извинете. За мене тоа е неприфатливо и нема проблем да си го кажам. Државата не се врзува со етникумот, државата се врзува со граѓанинот кој има способности, кој има Да не мешаме колективни со индивидуални права. Ако во уставот во преамбула мене ми пише дека Република Северна Македонија е држава на граѓаните На републиката. на Република Северна Македонија, значи јас го губам статусот на македонец и како нација и како народ. Ако Ману се применува во Северно-македонска, ако МТВ се нека нема да се Не применува. е точно, вчера министерот Манчевски во дебата кажа дека доколку ова помине тој ќе биде министер во владата на Република Северна Македонија. И се останато. Добро. Владата е и на другите граѓани на Македонија, не е само на македонците, па што има лошо од Ама тоа? името на државата кога го менуваш и кога го менуваш институционалниот идентитет, со тек на време го менуваш и секој друг идентитет. И после една генерација, значи моите деца ќе учат по историја која што вика дека Илинденското востание е бугарско. И јас како ќе се објаснам со тоа дете? Треба да ме слуша мене или професорите на училиште?